Новата влада ќе биде формирана пред истекување на рокот, потенцираше во изјавата Христијан Мицковски веднаш по земањето на мандатот. Јас очекувам дека тоа ќе биде пред рокот. Реализирањето и гласањето во рамките на парламентот може да биде уште утре, бидејќи ако гледаме како што е вака структура на владата, тогаш ВМРО ДПМН има 61 пратеник. Формално, ние можеме да избереме новата влада уште утре. Според Мицковски, владата може да се формира уште утре, но пред себе поставуваат предизвик. Наш предизвик е да имаме мнозинство кој што ќе има поддршка од 2/3 во парламентот. Прво, тоа мнозинство ни е потребно поради тоа што планираме реструктурирање на владата поврзано со програмата на ВМРО ДПМН платформа 1198, а прифатена од нашите нови коалициони партнери. Тоа е прво. И второ, имаме предвид да имаме силен реформски циклус, посебно во оној дел во кој што треба да дојде до објавување на жесток фронт против криминалот и корупцијата. Сепак, Мицковски не ги открива имињата на министрите. Не можам да ги откривам, бидејќи од денеска почнуваат внатрепартиските и внатрекоалицијските консултации околу предлозите за членовите на владата. Во однос на плановите, уште еднаш беа потенцирани средствата за општините, кои власта ќе ја зближат до народот. Целта на оваа наша активност е да ја доближиме работата на владата до што е можно поголем број домакинства, преку реализирање на проекти кои што се од огромно значење на граѓаните, како што се нови булевари и улици, канализациони системи. Ни 20% од територијата или од потребите на граѓаните не е поврзано со канализација, потоа вода за пиење, онаму каде што е потребно нови градинки, нови училишта, паркови и така натаму.